Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Во најавата издвојуваме. 11.000 работници секој месец земаат плата под законски гарантираниот минималец. 2 денара нема ни за мастика. Зошто владата од една страна се фали со зголемување на минималната плата, а од друга ги толерира нечесните работодавачи. Состанок во државниот пензионерски дом во Скопски аеродром посветен на проблемите со кои се соочуваат станарите. Мојата шала урачино беше почиста. Зашто половината зграда остана нередовна? Колку беа средства тоа? Ние светлото го имаме кој што треба. Не мора да ја прими ако собата не му се допаѓа. А ако нема избор? Не, тоа е проблемот. Што донесе лидерската средба? И без мене, и со мене, мнозинството топ не го разбива. Имаме уште една партија со сопратеници која што чека да се вклучи во владата. Зборувавме за иднината на европската иднина на Македонија. Воопшто не зборувавме за ново мнозинство. 5,5 години по објавата дека се отвора новата зграда на државните електрани се уште не е во функција. А скучно транспортно дешурната фускока на ТЕС, дете на шуе кërkesat për ndryshimet gjatë ndërtimit, të cilat tashmë janë bërë pa leje. Ако вам ви кажат дека некој дека ќе завршите како Катица Јанева, како би постапиле? Ма не дигам телефон на такви луѓе, непознати. Тоа е грешката на обвинителката. Секогаш не на тој телефон ќе мораше да дигнеш. Саботажа. Останете на Алсат, се враќаме за кратко. Ова е емисијата 360 степени. Владата од една страна постојано се фали со зголемувањето на минималната плата, но од друга дозволува секој месец околу 11.000 работници, колку што е просекот за изминатата половина година, да земаат плата под законски утврдениот минимум. Како што ќе видите во сторијата на Даниел Василев, има и драстични примери на плата од само 2 денара, па и помалку. Првата логична реакција од секого би била како е можно тоа да се случува, каде се надлежните институции да ги спречат и казнат работодавачите што го кршат законот. Од ова прашање тргнавме и ние во нашите проверки и еве до какви сознанија стигнавме. Во 2012 година беше донесен закон за минимална плата. Закон што требаше да постави ред и да им гарантира на работниците минимален приход за нивниот труд. Од 8.050 денари пред 10 години минималната плата се искачи до 18.000 денари годинава. Извинете вака емоционално, ама навистина ова беше еден тежок процес каде што се убедувавме и на крај исходот го гледате 100% реализација на тоа што ме потребно на работникот. Но колку и да расте минималната плата пред рефлекторите и камерите, во позадина останува еден проблем што ја поткопува целата мерка. Минималната никогаш не ја земав. Никогаш. Оваа поранешна работничка во текстилна компанија од истокот на државата за 360 степени сведочеше дека ниту таа, ниту колешките некогаш добиле минимална плата. Кога почна COVID-19 пандемијата пак, почнала да добива едва 70% од она што било под минималецот. Процесот на работа си оди, испраќавме камиони, значи со готова роба, одеше се во ред, а плата нема. Пари нема, па и кога ќе видиш 70%, значи катастрофа. Се побунивме на газдата. Истиот одговор. Во криза сме, немаме исплата од странските добавјачи, ќе се среди. Ама минуваа месеци, значи пари нема. И 70% 3 месеца да не ги земеш, тоа е катастрофа. Собственикот ветувал дека работниците ќе ги добијат и за останатите 3 плати и 30% што им биле скратени, но наместо пари почнал да дели откази. Од тие 3 плати, едната беше 2 денара. И ништо не се направи. Каква беше првата ваша реакција кога видовте на сметка дека ви се пристигнали само 2 денари? Мислев дека е грешка. И упорно реагирам, не е можно 2 денара. 2 денара нема ни за мастика. Некој може нешто грешка, ајде, прашувам. Една колешка, друга, трета, пета. Кај сите така. Дури имаш и по денари и 70 или 95 пишано. Смешно. До ден денеска не се реши тоа. Помина на УЈП,
Луѓето си замина, кој си отиде си најде друга работа, кој си остана дома, до ден денес нема ништо. Нашата соговорничка е само една од илјадниците работници во земјава кои добиваат плати помали од законскиот минимум. Според податоците кои 360 степени ги добија од УЈП, месечниот просек на работници кои не добиле минимална плата во последната половина година е околу 11.000. Во истиот период, месечниот просек на работници со плата од точно 18.000 денари е околу 54.000. Овие две категории на работници заедно сочинуваат околу 12% од просечниот број на сите вработени лица во земјава во периодот март-август, кој изнесува околу 530.000 лица. Проблемот со неисплаќањето на минимални плати не е само во текстилниот сектор, вели Кристина Ампева од Гласен текстилец. Што е најстрашно, имавме прилика да видиме и оваа година со покачувањето на минималната плата на 18.000 денара, дека тоа се случува дури и во јавниот сектор, што значи дека ако самата држава не си ги почитува законите кои што ги носи, што останува за приватните компании. Во основа проблемот е следен. Ако еден работник добие плата на сметка, например од 15.000 денари, УЈП не знае дали е тоа целата плата или на неа има задршки, да речеме 5.000 денари за рата од кредит, што значи дека платата всушност е 20.000 денари. Ингеренциите на Управата за јавни приходи им овозможуваат само да ја пријават овие случаи во Државниот инспекторат за труд. Директорката на Државниот инспекторат за труд Весна Томовска вели дека прават проверки по пријави од УЈП, но и дека сега постапката за проверка е посложена. Со измени на Законот за работни односи во 2020 година, инспекторите мораат прво да ги опоменат работодавачите, а казната следува ако не се испочитува рокот во опомената. До измените на Законот за работни односи, инспекторите имаа можност да донесат само една инспекцијска мерка, решение наредба, и во тој период тогаш се задаваше рок само по едно решение. Во моментот со тоа што се носат две инспекцијски мерки, решенија, со зададени рокови за постапување, веќе имаме пролонгирање на целиот тек на инспекцијската постапка, што не е добро, посебно во делот кога станува збор за парични побарувања. И по двете мерки донесени од инспекторатот, работодавецот има право на жалба, што дополнително го забавува целиот процес. Затоа Томовска очекува нови измени на законот. Во кој што ќе има градација на казните и за потешките прекршоци ќе се изрекува само една инспекцијска мерка, решение со наредба, по кое што ќе спаѓаат и сите прекршоци кои што се поврзани со правото на исплата на плата. Томовска лично смета дека не се потребни повисоки казни. Според сите анализи вели, превенцијата дава подобри резултати од репресијата. Но тоа не го менува фактот дека и по 10 години од првиот закон за минимална плата има многу работодавачи што го изигруваат системот. Тргнавме да бараме одговори од надлежните институции. Кога ќе ја закрепат законската дупка? Прашањата прво ги поставивме во Министерството за финансии, но оттаму само кратко по телефон ни кажаа дека одговори треба да бараме во Министерството за труд и социјална политика. Истите прашања потоа ги доставивме до МТСП со барање за изјава од министерката Тренчевска, но Министерството топката ја префрли кон Управата за јавни приходи. Согласно законот, интегрираниот систем на исплата на плати и придонесци од плата се врши преку Управата за јавни приходи. Во оваа смисла, Министерството за труд и социјална политика нема надлежност да го регулира исплаќањето на плати или блокирањето на сметки на поединечни работодавачи. Директорката на Управата за јавни приходи не се криеше зад институцијата. Сања Лукаревска признава дека има проблем за чие надминување неопходна е вклученост од повеќе засегнати институции. Јас би иницирала искрено како институција, како даночна управа, да направиме еден координативен состанок и со Министерството за финансии, за труд и социјала, и ние, и Државниот инспекторат за труд, да го најдеме најсоодветното решение како ова да се процесуира во иднина, затоа што ние сме имплементатори на она што значи законско решение. Не носиме законски решенија. И тука треба да ги разграничиме работите. Лукаревска вели дека соработката со Инспекторатот за труд во моментот е одлична. Според неа, и работниците треба отворено да зборуваат за злоупотребите со кои се соочуваат. И банките треба да ги вклучиме во овој ланец на институции,
за да може да го имаме најсоодветното решение. Пред се треба да направиме едно добро софтверско решение. Меѓутоа, со една отворена дебата и да ги слушнеме сите засегнати страни. И да ја имаме она висока свест и совест кај работодавачите дека мора да ја исплаќаат платата на своите работници и да не бидат, да речем, да не бараат начин како да го изиграат целиот систем. Дека има сива зона признава и опозицијата. Сепак, поранешната дополнителна заменик министерка за финансии, а сега подпредседателка на ВМРО ДПМН Гордана Димитриевска-Кочовска, додава дека и со сегашните закони, инспекторатот има моќ да го спречи изигрувањето на законот. Ние согласно законот за извршување законот за присилна наплата знаеме сите како вработени нели дека 1/3, односно 1/5 може да ви сопрат. Меѓутоа законот за работни односи дава можност и да се прават задршки на плата. Знаете, фирми, да речеме сега е период на зимници, па некоја фирма ќе склучи договор со фирма која што произведува зимници, ќе им даде на вработените и од задршка на плата се исплаќа. Тука управата за јавни приходи нема можност да го увиди ова. Меѓутоа, каде е повторно ќе кажам симптоматичноста? Дали е возможно цела фирма да има задршка на плата па по 5 денари да им се исплата? Тука веќе нешто се случува. Невладиниот сектор не чека и веќе предлага модел преку кој сметаат дека може да се реши проблемот, а тоа е да се приложува доказ до УЈП за секоја задршка од плата. Навистина треба, значи само за оние работници кои што навистина треба да земат под минимална, ајде да речеме, плата, оние кои што не се појавиле на работа, кои што немаат доволен фонд на часови, кои што користеле некој вид на боледување или неоправдано, оправдано отсуство, како и да е. Значи се прикачува до системот, дали е боледување, дали е некакво известување или како и да е, тие работници можат да им се исплати на тие. Меѓутоа останатите да го трпат непочитувањето на законот за минимална плата и ние да се соочуваме со казни од 100-200 евра, па ние само им даваме ветар во грб на работодавачите да го кршат законот. Додека да се најде начин актуелниот закон подобро да се спроведе или да се донесе нов, работниците остануваат жртви. 2 години веќе не работите ништо? Не. А дали се обидовте да побарате работа? Па неколку пати, ама... Неколку пати, 2-3 пати, ама... Одговорот беше интересен. Што направивте вие таму во таа фирма за да добиете отказ? И ако те примам тука на работа, сигурно исто ќе се случува. Ќе си ги бараш правата, ќе се бунтуваш, ќе ги учиш колегите на непослушност, така да сум дома. Што донесе лидерската средба? И без мене, и со мене, мнозинството топ не го разбива. Имаме уште една партија со сопратеници која што чека да се вклучи во владата. Зборувавме за иднината на европската иднина на Македонија. Воопшто не зборувавме за ново мнозинство. Јома пак е рънцишме, вома е причес да езура директорите придилшам јангати, ДНТ, njëdhëm pune, njëdhëm e vogël takimesh, një zonë relaksi, një dollap dhe një toaletë veçantë me një dush kabin. 5,5 години по објавата дека се отвора, новата зграда на државните електрани се уште не е во функција. Присуствувавме на состанок на станарите на Државниот пензионерски дом во Аеродром со раководството на оваа институција и представници на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, кој управува со оваа и со уште 13 вакви установи во државава. Атмосферата на која посведочивме и која ви ја пренесуваме вечерва е слика за Македонија во мало, во секоја смисла. Зошто, уверете се од сторијата на Славица Филиповска. Состанок во Државниот пензионерски дом во Скопски аеродром, посветен на проблемите со кои се соочуваат станарите. Дискусијата ја отвори управителот. Овој состанок го очекувавме подолго време и еве го добивме состанок. Присутни беа двајца представници на Фондот за пензиско осигурување, како и заменик народниот правобранител. Целта ни е да ви помогнеме. Што може да се помогне за да се подобрат условите. И почна форумот со станарите. Ја дојдо 2006 раселена Рачинец. 2006 кога дојде у мојата соба, дојде у штала. Мојата шала у Рачино беше почиста. Купатилото јас кога дојдов веќе скроз руинирано. Пола зграда направивте, ги реновиравте ли купатилото?
Да. Зашто половината зграда остана нередовирана? Колку беа средства тогаш? Ни светлото го имаме кој што треба, ни влезовите, ни се влегува во домот, бункер систем сум го пишал. Како хорови. Некој Што ви е сега луѓе? Ама сега не знам што сака. Ама дојдете на вечер. Значи, ја не можам да сватам. Фрлаат ѓубре пред зграда. Се тепаат меѓусебно, тоа е невидена работа. Точно така. Точно е. Не е пијунки. Ние станарите сме повеќе криви него ли правникот. Еден од најгорливите проблеми е парното грејење. Приклучени се малкумина и плаќаат високи сметки. Никој не е стоплен. И ладни радиатори, тоа е нешто чудо. Не, ни цевки има, ни ништо значи. Толку е, пуно е со ѓубре. Нашиот заеднички предлог е да побараме наплаќањето да биде по квадрат. За да може секој да си го овозможи да го користи, да го плати и да не го кошта скапо. Како во градот. Квадратот колку ќе се плаќа? Не знам сега. Не знам да ви кажам во моментов. Значи, На квадрат секаде се плаќа парно. на квадрат. Значи, Да ме набедуваме за некој работа што не се. Седнike. Ало. Ве молам. Само една минута. Чичко Тошо, една минута. Застанете луѓе, Чичко Тошо. Те молам, или излези или заклjuči. Те молам. Состанокот заврши. По состанокот кираџиите се прибраја во становите, а ние тргнавме во обиколка на домот. Осветлувањето во ходниците не е исправно секаде. На некои места фасонките се во очајна состојба. И дел од зидовите се руинирани. Домот има 4 ката, а пензискиот фонд ги има дадено сите станови под закуп. Во домот живеат 170 станари, кои месечно плаќаат кирија од 500 до 1000 денари. Дел од жителите ни дозволија да видиме каква е моменталната состојба во внатрешноста на становите. Го правеа кровот и овдека ова изби све добро. И тука, и во кујната, и во другата соба. И сега што да правиме ние? И неќа да ми кречат мене, 2 стана ги окречива, не знам колку стана се поплавени. Еве тука, да. И оваа соба има, и тука во тој ќош фати поплавата. И овдека ова е све поплавено, може слободно тука да влезете. Еве од каде е поплавено. Еве дури ова све сум го тргала срце назад да ставам кебиња, еве уште стои најлонот горе. Радиаторите се неисправни, а за 35 квадрати месечната сметка за парно грејење е околу 4000 денари, што по смртта на сопругот Лилијана тешко може да ја подмери. Двете фактури за 8-9 не ми се платени, немам пари. Молев, барав да се исклучам, или да не уклучат сите, или да не исклучат сите, не даваат. И сега што да правиме? Проблеми. Во други станови, во очајна состојба ги затекнавме тоалетите. Дента кога го посетивме домот, лифтот работеше. Услов да се добие стан под закуп во државен пензиски дом е кандидатот да нема месечна пензија поголема од 300 евра, како и да нема имот. Новиот управител на домот сака да наметне куќен ред, но вели дека принуден е да импровизира во секојдневното управување. Некои правила сепак се запишани во договорот за закуп. Таму е наведено дека собата ја примаш видена. Значи видена, примена. Не мора да ја прими ако собата не му се допаѓа. А ако нема избор? Не, тоа е проблемот. Што луѓето немаат избор. Некои одбиваат, ама некои немаат избор и се принудени да го решаваат тоа. Затоа ве прашувам која е вашата визија. Значи мојата визија би била секој стан пред да некој се всели, значи да биде реновиран, искречено со светла, со струи, со сите тие додатни работи кои што треба за едно нормално живење. Ги комуницирате вие работи со ПИОМ? Да, ние сме нонстоп, меѓутоа секој нема пари. И од фондот велат дека станарите своеволно прифаќаат да живеат во домот, но и дека се трудат да обезбедат основни услови за пристоен живот. Лани инвестирале во реконструкција на кровот, а тековно се бара чаре и за парното грејење.
Фондот во 2022 година спроведе постапка за реконструкција на мрежата во износ од 3 милиони и 100.000 денари, со што се надеваме дека овој проблем ќе биде надминат. Исто така, во соработка со Народниот правобранител, ќе оствариме средба со СМ Дистрибуција за изноѓање решение за наплата на грејењето по метар квадратен, со што дополнително ќе се намалат сметките за грејење. Освен пензионерскиот дом, повеќе деловни простории околу домот се на име на фондот за ПИОМ, од кои државата наплаќа кирии. Но средствата кои фондот ги добива од закупот на стамбениот и деловниот простор завршуваат во централниот буџет на фондот и тие не се наменски за пензионерските домови. За реновирање на пензионерските домови, фондот секоја година добива средства во буџетот, кои не се доволни за подетално реконструирање на пензионерските домови. Заменик народниот правообранител вели дека становите треба да ги одржуваат кираџиите, но и дека никој не смее да ги дискриминира поради тоа што немаат друго место за живење. Очекува решение за парното грејење на состанокот со СМ, но и за сите други проблеми, за кои вели дека често ќе доаѓа да се информира и од самите станари. Што доколку работите не се променат во скоро време? Тогаш ќе одиме со информација до владата, да информираме за тоа каква е состојбата, колку време сме посветени на ова прашање, што све сме преземале од наша страна за да се подобри состојбата и сепак владата нека си преземе конкретни действија, затоа што во крајна сметка Фондот за пензиско и инвалидско осигурување е орган кој што дава одговорност за своето работење пред владата. Ова е еден од 14 пензионерски домови широм државата со кои стопанисува пензискиот фонд. Омбудсманот апелира сите граѓани од трета доба кои живеат под државна капа и се соочуваат со дискриминација, тоа да го пријават кај нив. За проектот Скопје 2014 се потрошија речиси 700 милиони евра, но тоа и не е најпроблематичната околност зашто во некои објекти ем се вложија многу јавни пари, ем тие не се користат. Таков пример е зградата на Електрани, некогашната Елем, денес ЕСМ. Готовиот објект, опремени со мебел, повеќе од 5 години ги чека вработените, но вратите остануваат затворени зашто нема употребна дозвола. Хекура на Кифи ги носи деталите за тоа како може да се потрошат 17 милиони евра од државниот буџет, а зградата да фаќа пајажини. До крајот на јуни Елем ќе биде сместен во новиот објект. На 10.000 метри квадратни во строгиот центар на Скопје, сите работни единици на Електрани на Македонија ќе бидат сместени во новата зграда вредна 15 милиони евра. Нема веќе делови под кирија, нема веќе стуткани по многу луѓе на многу мал простор, така што можете да планирате и еден долгорочен развој тука. Така, сега луѓето ќе имаат европски квалитет на работење во текот на работните. Kanë kaluar 5 vjetë gjysmë që kur është dashur të hapet ndërtesa e Elemit, Nikola Gorevski ndërkohë iku nga vendi, vendin e tij në parti e zuri Kristian Mickoski. Por ndërtesa është në të njëjtin stat, edhe pak që të mund të vihet në përdorim. Dhe me të vërtet, pothuajse gjithçka është gati. Shkallët, korridoret, zyrat për punonjësit janë të rregulluara. Dollapet e arkivit janë të instaluara dhe funksionojnë, edhe pse në disa vende tashmë mund të vërehet se ose mjeshtri ose materiali nuk ishin të standardit të lartë. Gati është edhe hapësira në pjesën e sipërme të godinës, ku gjoja se është planifikuar një sallë fitnesi, vetëm se nuk janë vendosur pajisjet. Jo më pak e rëndësishme, dhoma e priqes dhe zyra e drejtorit të përgjithshëm janë gati, dhe në të, një dhomë pune, një dhomë e vogël takimesh, një zonë relaksi, një dollap dhe një toaletë të veçantë me një dush kabin. Menaxhmenti aktual distancohet nga dëshirat e menaxhmentit të mëparshëm, gjatë të cilit është ndërtuar objekti i ri. Тоа што е изградено, некој ќе треба да го користи во иднина, какви ќе бидат одлуките на управниот одбор и на ова раководство доколку дојдеме до разрешница целокупна, ќе биде предмет на натамошни разговори. Секако ние како раководство не се гледаме во таа зграда и најмалку нешто што би користеле теретаната која што била градена со некакви други идеи од некои други раководства.
Së bashku me mobilimin, objekti i ri Elemit ka kushtuar rreth 17 milion euro. Problemi është se me kaq shumë para të shpenzuara nga shteti, objekti ende nuk është vënë në përdorim. Nuk është vënë në përdorim për shkak se nuk ka leje përdorimi. Atë leje duhet, por nuk lëshohet nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve. Në pyetje tona sepse, morëm këtë përgjigje. За оваа градба Министерството за транспорт и врски има издадено одобрение за градење. Исто така има донесено и 2 решенија за одбивање на измени во тек на градба. Во однос на постапката на одобрението за употреба, инвеститорот треба да ги запази членовите 88, 89, 90, 91, 92 и 93 од Законот за градење и да аплицира до Министерството за транспорт и врски, пошто барањето ќе се разгледа и ќе се постапи. Me fjalë të tjera, ndërtesa e Elemit ka filluar me miratim të siguruar, por gjatë ndërtimit të saj janë bërë një numër i madh ndryshimesh. Dhe në vend që të kërkohet miratim për ndryshimet para se të bëheshin, ndodhi e kundërta. Ndërtesa u përfundua dhe pastaj u kërkuan miratimet. Në aspektin kohor, pikërisht atëherë ra qeveria e vjetër dhe bashkë me të dhe mundësia që gjithçka të kalonte në një zonë gri. Për problemin e trashëguar, menaxhmenti aktual i MV-s thotë se po mundohet të gjejë zgjidhje. Во овој даден момент, последните барања за измена во тек на градба се одбиени и ќе се обидеме повторно да изнајдеме соодветно решение, затоа што во секој случај, каква и да инвестицијата, се работи за средства, пари на граѓаните и истите тој имот би требало да го имаат и да го поседуваат, а не да остане немо слово на хартија, кое што уште ни еден ден нема употребна вредност никаква. Zyrtarisht nuk janë bërë të ditur detajet e tjera. Jo zyrtarisht, askush në transport nuk dëshiron të fus kokën në thes dhe të nënshkruaj kërkesat për ndryshime gjatë ndërtimit, të cilat më tashmë janë bërë pa leje. Në MV, megjithatë shpresonin se ndërtesa do të legalizojë me ligjin kontravers të vitit e kaluar për ndërtimet pa leje, të cilin kuvendi fillimisht e miratoi, por më pas nuk e votoi, më pasi presidenti Stevo Penarovski nuk e nënshkroi atë. Kompetentët thonë se është menduar të kërkohet edhe njerë leje ndërtimit me gjendjen aktuale, edhe nëse duhet të paguen sërish shërbimet komunale prej afro 1 milion eurosh. Mbi të gjitha, ka edhe një problem tjetër të madh. Имате 3 нива оплатења за гаражи. Предпоставам нема да многу дополнителен метеж да се прави, иако тука има и други гаражи за паркирање. Me të vërtet, ka 3 nivele parkimi në toksor, së bashku me ashensorët e automjeteve, por nuk ka asnjë mënyrë nga rruga për të shkuar te ashensorët. Për të arritur deri te ashensorët, planat në kohën e Nikola Gorevskit parashikonin prishjen e hapësirës së pushimit dhe pllakës në mes të ndërtesave të banimit që janë afër dhe aty të kalonte një rrugë. As atëherë dhe as tani nuk pati guzim politik për një gjë të tillë, sidomos pasi aksesi nuk është problemi vetëm. Видете, таму при проектирање на зградата не се водело внимание дали се наоѓа на почва која што може би е потоплива и во која што може да се случат одредени проблеми. Таму практично деноноќно работат пумпи кои што 24 часа ја исцрпуваат водата и тој простор дури и да е употреблив не е соодветен и затоа представува проблеми во целокупната постапка. Изнаоѓани се решенија со пумпите кои што до некаде го решаваат проблемот, меѓутоа тоа не е дефинитивно решение и не гледам како би можело да се надмине целокупниот проблем. Përgjithësisht se ndërtesa është ndërtuar ashtu siç është ndërtuar, ose sepse një godinë e përfunduar e mbushur me mobilje, po kalbet e pashfrytzuar për të 5 vit, tani për tani nuk ka. Menaxhmenti aktual i MV-s distancohet nga të mëparshmit dhe pret një zgjidhje ligjore. Во однос на сите овие прашања се водат и соодветни судски постапки спрема фирмите, а целокупната изградба на зградата е предмет на истрага на надлежни институции кои што секако ќе повторам би требало да ги дадат соодветните одговори. Nëse pritet një zgjidhje gjyqësore, shpejtësia e procedurave të tilla zakonisht është e tillë që nuk premton se ndërtesa e Elemit dhe me këtë edhe 17 milion euro të shpenzuara nga buxheti së shpejti do të përdoren. Edhe vetë ndërtesa rebelohet, alarmi i zjarrit bie vazhdimisht dhe nuk ka as zjarr e as tym e as njeri që ta rregullojë këtë çështje.
Во собранието во присуство на председателот Талат Џаферија на иницијатива на премиерот Димитар Ковачевски се одржа една поинаква лидерска средба од оние што сме навикнати да ги гледаме. Овој пат со присуство на шефовите на сите парламентарни партии. Не дојдоа само Касами од Беса и Апасиев од Левица. За атмосферата и исходот од Александар Димитриевски. Беше половина час пред пладне за кога беше закажана лидерската средба, а новинарите веќе беа паркирани пред влезот низ кој пратениците вообичаено влегуваат во собранието. Тоа беше единствена шанса да се прашаат поканетите со каква агенда доаѓаат во законодавниот дом по поканата од премиерот Димитар Ковачевски. Малкумина лидери на партии влегоа низ вратата пред која чекаа новинарите, но доволно за да стане јасно дека она што следува внатре нема да оди мазно. Значи немам ништо против бугарите да бидат дел од уставот, но само на реципрочна основа. Дали власта е подготвена да даде гаранции на опозицијата за да се гласа за уставните Јас не знам, не би можела да коментирам бидејќи не знам кои се гаранциите кои опозицијата ги бара. Дали вие имате услови како останатите албански партии за промена за 20% за албанскиот јазик? Јас се го викам, кажете дека сум полош од сите, не ме ставите у такви формулации. Ја не знам кои се тие останати политички партии на албанците. Ако мислите дека тоа е Беса, за мене се уште се тие дел од коалицијата можеме. Ни сега ни никош алтернатива не е партија која условува. Напротив, сакаме да воведеме принцип и тој начин на условување веќе да заврши како начин на политичко комуницирање помеѓу нас. Тие што не поминаа пред новинарите, очигледно влегле во собраниската зграда на други влезови. Бидејќи внатре на повеќе маси беа седнати 17 мажи и 2 жени, односно председателот на собранието Талат Џафери, заедно со уште 18 лидерки и лидери на политички партии застапени во парламентот. 2 столчиња останаа празни. Не дојдоа Беса и Левица. Времето за сликање беше кратко и средбата почна без однапред утврден термин, колку треба да трае. А траеше околу 4 часа, пошто новинарите беа повикани на пресконференција на лидерите во истата сала каде што се одржа средбата, Кристалната. Прв на сцената излезе оној што по кој знае колку време испрати покана за лидерска средба во толку широк состав и тоа во зградата на законодавниот дом, а не како што стана обичај во клубот на пратеници. Со председателите на парламентарните политички партии денес разговаравме за државните стратешки цели, за приоритетите и за следните чекори и одлуки кои не очекуваат во наредниот период, а се однесуваат на нашата европска иднина. Ковачевски говореше за успесите што земјата ги постигнала во пристапните преговори со ЕУ, за договорот со Фронтекс со јасно наведен македонски јазик. Минатата недела бев во Берлин на самитот на Берлинскиот процес, кој е уште еден доказ дека Европската унија забрзано работи на евроинтеграцијата на Западниот Балкан. Како одминуваш 11-минутната напишана изјава, стануваше јасно дека Ковачевски одбегнува да говори за епилогот од настанот, поради кој сите беа собрани. Дури на новинарските прашања, Ковачевски дообјасни дека предложил заклучоци, но и дека не поминале. Сепак ова се заклучоци кои што јас ги кажувам во моје име, тоа не беа заклучоци усвоени од страна на сите лидери на политичките партии, така да секој ќе даде свое видување на тоа како гледа на лидерската средба. Значи немате заеднички заклучоци? Нема. Дали од председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски од вас беа побарани гаранции за да гласаат за промена на уставот и влез на бугарите во уставот? Јас не би сакал навистина да зборувам во името на било кој од политичките лидери, бидејќи сите се тука присутни во собранието, секој од нив ќе даде изјава. Додека Ковачевски зборуваше, камерите на 5 приватни национални телевизии останаа на земи. Не е до крај јасно каква порака требаше да испратат. За лидерот на ДУИ Али Ахмети, камерите веќе беа вратени на стативите. Кажа дека е добро што имало средба, но и дека една средба секако не е доволна. Според моите процени не мора да значи дека на една средба да ги гледаме и оценуваме сите разлики. Се разбира дека разлики имаше, меѓутоа се надевам дека оваа средба нема да биде последна, туку да се продолжи со ваквите средби се до приближување на разликите кои што постојат меѓу политичките партии за да се гради
заедничка стратегија за тоа како да ја промениме денешницата со еден подобар напредок и прогрес во иднината. Доминираше смиреноста, рационалноста и тоа ми остави впечаток од оваа средба. Двете опозицијски партии БЕС и Алијанса засега го условуваат гласањето за уставни измени со дополнителни интервенции. Наместо одредницата 20% како граница за остварување на одредени права на малцинствата во земјава, да се впишат албанците и албанскиот јазик. Дали и за тоа се говорело на средбата? Да, се разговараше. Меѓутоа, над се приоритет се даде на уставните измени. И штом се отвори една таква дискусија, се разбира дека треба да се видат приоритетите, кој е главниот приоритет во ситуацијата во која што се наоѓаме, и затоа ќе градиме ставови околу ова прашање. Следниот председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски уште на стартот го смени првичниот впечаток, дека политичките партии се приближиле барем за некои разлики. Единствената тема која што беше во нивен фокус е тоа што нив ги интересира, за дефокус од ова све каде што се тие неуспешни, а тоа е така наречените уставни измени под превезот на некаква си европска иднина, која што многу пати до сега во минатото самите тие ја погази. Мнозинството нема мнозинство за уставни измени. И водејќи се од овој заклучок, логичен след на настаните е парламентот да се распушти, да формираме техничка влада и да одиме на предвремени парламентарни избори. Тоа беше и од наша страна побарано денеска на денешниот состанок, откако стана очигледно дека немаме мнозинство кое што би гласало за евентуални уставни измени. Мицковски објаснуваше дека земјава била многу пати измамена да направи уште само една отстапка на патот кон ЕУ и дека македонскиот народ веќе направил премногу жртви. За него се неприфатливи актуелните обврски преземени кон Бугарија. Тоа не е европски пат и тоа не е европско барање. Прашањето е дали Европа на вистина ја сака Македонија во Европа. Ако ја сака Европа Македонија во Европа, тогаш ова не е вистинското европско барање. Тоа не е патот кој што треба Македонија во Европа да ја однесе. Сосема е поинаков патот. Тоа дека нас некој сега не дотерал до амбисот, па ние треба да скокнеме во тој амбис, тоа не го прифаќам. Никогаш во животот ултиматуми, закани и уцени не сум прифаќал, нема ни сега да прифатам. Сепак, Мицковски овој пат не исклучи дека би гласал за уставни измени, под одредени услови. Самото тоа што ви велам дека го поддржав барањето на Павле Трајанов за признавање на бугарската влада на македонското малцинство во Бугарија е еден од тие услови, да речеме. Понатаму, втори услов е дека нема да има повеќе хегемонистички барања од страна на Бугарија, разговарање за историја како услов, негирање на македонскиот идентитет, на македонскиот јазик и така натаму. И уште многу други услови кои што во овој момент за жал отсуствуваат, ги нема, и бидејќи не се исполнети тие очекувања, ВМРО ДПМН и коалицијата нема да гласа за уставните измени. Споменатиот Павле Трајанов, кој беше следниот што се обрати пред новинарите, иако е од власта, кажа дека нема да гласа за уставни измени ако Бугарија не признае македонско малцинство. Мислам дека никогаш нема да се отворат тие прашања во Европската унија, дека правата на македонците во Бугарија апсолутно не се почитуваат и не им е дозволено да се самоорганизираат. А бидејќи Трајанов демонстрира ставови поблиски до ВМРО ДПМН отколку до владеачката коалиција, чиј дел е, следуваше логично прашање: дали размислува да оди во опозиција? Видите, и без мене, и со мене, мнозинството топ не го разбива. Имаме уште една партија со сопратеници која што чека да се вклучи во владата, така да обстојањето на владата не зависи од мене или пак само од бројките.
Владата ќе обстојува се дори спроведува политики кои што се прифатливи за граѓаните. Председателот на партија со 8 пратеници беше ставен пред свршен чин да говори повеќе за потенцијалниот влез во власта, отколку за лидерската средба. Не би го дискутирал, тоа не беше ни тема на дискусија моментално, така да не би го дефокусирал јавноста од тоа што се случи. Па нон-стоп, видите, може да биде тема на дискусија, меѓутоа денеска не зборувавме воопшто за тоа. Зборувавме за иднината на европската иднина на Македонија, воопшто не зборувавме за ново мнозинство. За мнозинството не, но Јарбен Таравари потврди дека се зборувало за бришење на 20% од уставот и директно именување на албанците и албанскиот јазик. За разлика од Ахмети, кој кажа дека тоа е прашање за друго време, Таравари имаше поинаков печаток. Видите, во средбата никој не кажа дека е против. Ја мислам дека тоа е апсолвирано, сум го кажал и јавно тоа неколку пати. Албанските партии сите мислат така, меѓутоа и поголемите македонски партии, зборувам за СДСМ и ВМРО, барем јавно им откажано дека не им пречи ништо да се тргне 20%. Јас се надевам дека ќе се гласа, немам дилеми дека ќе се гласа. И на повторените прашања, Таравари не кажа дали бришењето на 20% е услов или само нешто што тој би сакал да се случи. Помалку иронично, одговорите ги даваш и на македонски и на албански јазик, бидејќи за него не остана преведувач во собранието. И со и без него, јасно е дека политичарите денеска не се разбраа, барем не целосно и сите. Ова не е се за вечерва, пуште еден блок реклами е новата саботажа. Останете да ја погледнеме заедно. Вистина е задоволство кога во етерот се слушаат вистински кавалери кои внимаваат на својот однос кон соговорниците и водителите. Ним не им треба апликација, туку веднаш може да станат членови на некој клуб на джентлмени. Партиските поделби, дајде, пошто сте дама да не кажам што направи тоа на Македонија. Ако примерно историчар се тоа каже, не прифаќам бе, и директно, не прифаќам, ајде пиши се учебникот да диеба мајката, извини. За разлика од ваквите карактери кои поседуваат господски манири, постојат лица чиј идентитет никако не се открива, а со своето простачко однесување придонесуваат да се менуваат тековите на историјата. За нив не се говори гласно, а тие, шепотејки, ја вршат работата. Ако вам ви кажат дека некој дека ќе завршите како Катица Јанева, како би постапиле во тоа? Не дигам телефон на такви луѓе, непознат. Тоа е грешката на обвинителката. Тука, секогаш не на тој телефон ќе мораше да дигаш. Понекогаш не е ниту потребно да се крева слушалка, доволно е да се засели тонот. Употребата на фразата со која се одговара на забелешката добива интересна конотација од која може да се предпостави незината вистинитост. Таркови се слуша изгледа провизија, јас не ги спомнав на вас, да вие ги спомнате. Сега вие сте познат по тие провизии. Милиони и се. Вие сте познат по тие провизии, да. Апсолутно. Може би затоа се гради впечаток дека посветени само на сопствениот репертоар. Тие ништо и не слушаат, па треба да бидат подложени на тест. И не е само тоа, туку со математичка прецизно се укажува дека многу брзо прегоруваат и дека колата им тргнува кон удолнина. Ја многу често сакам да објаснам дека кога СДСМ е на власт после втората година од владењето, Македонија влегува токму така во жива кал. А за да се извадиме не само од неа, туку и да издоминираме регионално, се појавуваат интересни идеи со чија операционализација ќе станеме вистинска балканска велесила, со која тешко дека некој ќе се задева, уште помалку негира. Што ќе биде ние ако во Бугарија од тие македонци, односно со бугарски пасоши, направиме партија која ќе ги брани македонските интереси и ќе можат во рамките на бугарскиот парламент да се борат за правата и слободите, човечките права и слободи, нели, на македонците таму. И на крајата, за сето ова да се реализира, освен бугарски пасош, потребна е и дрскост, која се разбира може и да се толкува и како припадност кон дебело семено стебло. Зборот Курајбер нема вулгарно значење и да ве заштитам и вас, и вашите гледачи, и вашата телевизија, според дигиталниот речник на македонскиот јазик,
Крајбер значи 13-то колено од страната, роднинско колено од страната на таткото. Иако во речникот не постои ниту семантички, ниту како синоним со оваа оценка дадена за актуелниот, украсен е и неговиот претходник. Тоа сепак значи само дека таа нема никакво друго значење, освен општо прифатеното. Авторот има слобода да ја интерпретира, со право или без, пренесувајќи ја наследно, колено на колено. Саботажата и сите други содржини што ги видовте вечерва се достапни на веб страницата 360stepeni.mk и на нашите профили на социјалните мрежи. Ви благодарам што бевте со емисијата. Останете на Алсат и погледнете ги вестите. Ние се гледаме повторно в петок од 22. Пријатно!